Така, поврзано со туризмот е секако и афирмацијата на македонскиот јазик. Оваа година се бележат 80 години од кодификацијата на македонскиот јазик и малку повеќе детали за ова ќе сподели Викторија во следните минути во следниот прилог. На рафтовите во библиотеките постои цел арсенал со кој може да се одбрани постоењето на македонскиот јазик и идентитет. Овде треба да се споменат книгите и ракописите од 13 век, како и книгите напишани после кодификацијата на нашиот јазик, истакна Јовица Ничевски, директор на Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски од Скопје, кој беше дел од тркалезната маса во Штип, по повод одбележувањето на 80 години од кодификацијата на македонскиот јазик. Значи, Националната библиотека, како што ви кажав, таа е веќе чувар на пишаниот збор. Еве конкретно речникот оваа година 150 години правиме од речникот на Пулевски, односно тројазичникот, кој што ви е некаков вовет во таа кодификација на македонскиот јазик. Го имаме исто и за македонските работи од Мисирков 1903 година, значи зборам за изданија пред 44-та кои се некаков начин да се кодифицира македонскиот јазик. Така да имаме и тоа тежок арсенал во одбрана на македонскиот јазик. Доколку правилно се пренесува, никогаш нема да биде загрозено обстојувањето на македонскиот јазик. Има стабилен систем, но треба да се негува, посебно во време кога имаме постојан наплив од странски зборови, смета деканката на Филолошкиот факултет доктор Луси Чочоровска. Според неа, вистинското негување на јазикот почнува од дома и родителите, а потоа продолжува во училишните клупи. Никогаш не треба да се плашиме за иднината на нашиот јазик. Меѓутоа, како се нешто, и на јазикот му треба постојано негување, под наводници негување, имајќи предвид дека се работи за жив организам. Тоа е жива материја која што постојано прима нешто ново, нешто изфрла, се примаат интернационализми. Меѓутоа, обстојувањето на македонскиот јазик според мене никогаш нема да биде загрозен доколку правилно се пренесува. Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски на Штипскиот филолошки факултет му подари неколку примероци од изданието Правопис на македонскиот јазик, кој се смета за клучна алатка во зачувувањето на македонскиот јазик. Во Националната библиотека има дигитализирано над 1 милион книги, а предност се дава на книгите кои се сметаат за културно наследство.